Цареа ќерка отру себе си и брата си од змија отрувачка, без да знае оти брат ја бил. Чита Александар Стадојков. Втасана бидејќи една царска ќерка за мажење и имајќи два чудни маривети со нејзиното јунасто, го натерала таткое да се стори абер по целата царштина, да дојдат сите момчиња до што се втасани за женење во царскиот град, да видат јунастото од ќерка му и кој ќе може нејзиното јунасто да го стори, тој нека ја земи за невеста. Сиромав, богат, таа не гледала, само кое момче ќе може тоа нешто да го стори, како таа што ќе го стори, него ќе го земи. Кога чуја момчињата тој абер од царо, и вредно, и невредно, и богато, сиробашко, сите беа отишле во царскиот град на определениот ден на определено место. Излегла и цареа ќерка од под чадор, променета со тие невестински алишта, со таа коруна на глава, со тие бисери и бесенити камења на коруната, а пак личотијата нејзина е немало на белега века. Толку што била лична, сонце беше огреало од лицето незино. Кога ја видоа пусти момчиња, срце беше и ватило. Срце? Секој се надеало да ја земи, ама никое не се надеало да може јунастото незино да го стори. Демек, со сув газ риба сакало да лови. Застанувајќи среде на ок Мегдан што се вели, ја донесле еден елен тречак и го клале пред неата, го удрила таа со еден камшик погаз елено, што да може, и трештил елено да бега како полуден од болештината. Во истото време се пуштила цареа ќерка по него и на стотина чекори го втасала и го ватила за рогој, та си го донесла пак на местото и го задржала. Тога и поканила сите момчиња, кој е јунак да стани и да го вати елено како што го вати таа, него ќе го земит за момче. Од кога виде цареа ќерка, оти нема момче да ја излези на нејзиното јунасто, зела еден сокол и го пуштила да лета по облаци, та седна на колено и зела стрелата на нишан и ја врли по соколу и го погоди право во десното крило. И паднал соколот на земи и на часо донесле друг сокол да го пушти и да го стрела некое момче. Арно ама, ако имаше момче за елено да го ваќа, ќе имаше и за сокола да го гаѓа. Чека цареа ќерка некое време да се јави некое момче, барем нишанџија, што да може да го удри соколо, немало јунак момче и за тоа. Пак беше им рекла, ако не најди такво момче што да може како неа да стрела, нема да земи друго. Поарно, кауѓерица ќе била, ошто такво момче да земи што нема јунастото незино. Арно ама, што рекле стари, што не се прчило, не се окозило, од неа немало таков јунак, со силу бајна не бидува. Роди бабо дете, не бидува. Во истото време се задал еден стар човек по пато се со бодињаница со коња што го вјаал и довтасал во соборо, та се прибрал до момчињата и прашал, што е тоа собрание? Собранието е арно, старче, му рекле. Ама не е као за тебе старец, чунти овде се сака јунасто, елен на бегање да фатиш и сокол на летање више небо да гаѓаш. Ете, тоа е ова собрание, бре старче. Кој ќе може тоа јунасто да стори? Цареа ќерка за невеста ќе земи. Кога чу стариот тоа нешто од ерѓените, арам ви била младоста, му рекол. Што не можевте да го сторите тоа нешто и да земете таа убава цареа ќерка, ами ќе оставите јас старец да земам и да ја ќердосам. Кога чуја тие збори од стариот, сите се изнасмеја и шега со стариот се подбија. Слушајќи таа шега, стариот момчињата не параарно му беше да отиде при цареа ќерка и ја посака елено да го пушти и да го ваќа. Кога чула цареа ќерка од стариот тој збор, и таа се изнасмеја и никако не поверува ти ќе може тој стар човек да вати елен на брзина. Пушти го елено, цареа ќерко, ја рекол. Јас да го ватам и тебе за невеста да ми те земам, на старост цареа ќерка да водам и царев зет да бидам. За страм да му биди на олку млади момчиња што невредни се покажаа пред тебе. Сакала, неќела цареа ќерка
го пуштила Елено да бега од која му удрила еден силен камшик што дури крв од газо на Елено беше му пуштил. Трештил Елено да бега као пулаен од болештината. Пуштање старецо и по 50 чекори го вати за рогој и го донесе на царја ќерка и го даде. Еви убава девојко, да што ми било наречено на треќата вечер да земиш мене старец. Ја зыкна толкова млади момчиња што дошле само се да гледаат, а не тебе млада да земат. Кога виде царја ќерка тоа јунасто од старио, ја изеде змија сирота. Леле, ја сирота, си рекла, што ми било речено да земам еден старец белобрд. Проклети наречници, за вака ли сте ми нарекле на треќата вечер да земам старец постар од татка? Нема јас да го земам и вашето наречување јас да ви го извршам. Јас поарно кандисувам да умрам, не него да земам. Убава девојко, пушти го и соколо да видиме дали ќе го устрелам, да после да те венчам. Така е рекол. Виде не виде, сирота царја ќерка го пушти и соколо, та без да земи нишан од колено и од око, старио беше го устрелил право во срцето и си падна сокол пред неа. Кога видоа сите луѓе, млади и стари јунастото од старио, сите се зачудиле и сите му ја почестиле царја ќерка за невеста. И царја ќерка од страм друго што немаше да му речи, отколку и таа и му почестила на старио да му ја ирлија и честита и му го зела за раката, го однесла дома, за жалост на мајка и татко е. Ќерко, ја рекла мајка и татко е, без бараше, два си најде. Што ти требаше да правиш јунастото да земиш едно старо аро? Дали малци на царски синовите посакале да те земат млади и зелени и ти не ги сакаше, ти не биле јунаци, да и земиш и век да си поминиш, ами зеде едно старо аро. Уѓе нека ти е ќерко, што си барала, тоа си нашла. Која и чула тие зборови царската ќерка од татко си и од мајка си, укрупна срцето и падна и викна сите млади што беа дошле да дојдат и тие во сарајо да гледаат сеир која ќе се венчаат со старио. Повика сурли и тапани, курди са казани манџи, цела свадба заприлега, а пак таа украдум беше отишла една планина и ватила 2 лути змии осојници, да си дошла дома и смукала од руачката во 2 златни чашки и ги наполни со вино. Сопрво зела позлатени чаши и почестила сите сватови со вино, со своја рака да и честитат стариот што го зела. Застанала средена чардаци пред патрици и владици да се венчат со старио и тога зела 2 чаши со отруачката од змиите. Та едната му ја подала на старио, а другата ја зела таа и му рекла на старио. Ја ела да се чуктиме и ја ирлија да речиме венчанијата што ќе се венчаме и во еден гроб двата да доживееме и да влезиме. Амин, убава девојко, ја велел. Како што велиш ти, така да биди. Да се ќердосаме и која ќе речи Госпо, едно по друго да си умриме. Амин, домаќине, амин, му рекла. Повели написе да се напиеме, да после да се венчаме. Ќе се напијам, убава девојко, ќе се напијам од твоја туба рачичка, макар да знам од ти отрувачка да си ми дала. Кренале двата чашите и испиле до капка. Трчаница старио влегол во една одеја, слегол ја панџако што го носел на себе, изваил големата шапка од главата, изваил сурото од лицето со големата брада што ја носел и се јавило едно момче, што во чаша да го испијат, со тие царски алишта на себе да молскотат. Ќе било тоа момче братје на царската ќерка што бил одбегнат од неколку години и не го знаеле каде е и али е жив. Кога го видела пустата сестра од ти братје бил, сплускала со обете раце, спискала да плачи како некоја змија која да гори во огон. Тргнала, косата си откорнала, образо со ногти си го искинала и на брата тогај со пискање му рекла. Брате, заошто не ми кажа понапред, дури не бевте отрула тебе и себе. Брате, мило брате, ела да се целиваме, оти двата сега си умираме. Прости ми, брате, оти јас ми те отрув и младоста ти ја поцрнив.
На тие зборови дотрчале царот, царицата и сите родеи и царски големци да видат чудо невидено и како што беа се прегрнале брат и сестра, така беа си паднале на земја умрени. Се врлила пуста и мајка и татко и назнив згора и тие од жал беа си умреле. Наместо да биде свадба, биде страшна умирачка од царски јунак, ќерка и син и од самиот цар и царица и сите во еден гроб и закопале. Шака, ама до некаде бидува шака, од некаде не бидува, од излегува наопаку.